Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во најдните 70 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечер во вистината ја побаравме во Виена. Снееме во Виенскиот економски институт со Бранимир Јовановиќ, малку политика, малку економија. Сите сметавме дека ќе заврши во Данска, бидејќи беше главен советник на Драган Тевдовски, кој беше министр за финанси, меѓутоа заврши во Виена. Дојде на местото на Владо Глигоров. Имавме договорено и со синот на Киро Глигоров, господин Владимир Глигоров, да снеме интервју во Виена, меѓутоа почина некаде пред 2 недели. Погледнете го интервјуто, многу работи за прв пат се кажуваат. Одлично интервју, да ми верувате, една одлична мешавина на економија и на политика, 70 минути, сигурно ќе уживате. Добар ден за Бранимир Јовановиќ, снеме тука во Виена. Виенски економски институт. Да. Познат по Владимир Глигоров. Да. Јас мисле во Данска ќе завршите, бидејќи бевте советник на Драган Тевдовски, познат под прекарот Данска. Што се случува во Данска, вие завршивте во Австрија. Па Виена е многу слична на Скандинавија, на нордиските земји, така што не е голема разликата. Виенчаните стално кажуваат дека ова е црвена Виена, по тој период на црвена Виена, по првата светска војна, кога Виена била владеена од социјалистите, од социјалдемократите, тогаш добиваат тие на избори по првата светска војна, нели се распаѓа Австро-Унгарија и работничката класа, работничкото влијание е многу силно и успеваат да ги добијат изборите во Виена и 1919 година доаѓаат на власт и остануваат 15 години до 1934 година и тогаш социјалистите го владеат градот и тогаш почнуваат многу социјални политики. Градат социјални станови, поведуваат социјална заштита, здравствена заштита за работниците и слични други такви политики. И Виена е познат уште од тогаш, што е период е познат како Црвена Виена, после доаѓаат фашистите и ги победуваат, имаат мала граѓанска војна во Виена, и ги победуваат социјалистите и доаѓаат на власт фашистите, но по Втората светска војна од тогаш до сега Виена е постојано владеена од социјалистите, никогаш тука десницата не била на власт, така што виенчаните и денеска кажуваат дека Виена е се уште црвена. Имате една изрека Црвена Виена во црна Австрија, затоа што остатокот на Австрија е десничарски, нели Курц беше тука на власт до пред некој време, сега дојде некој друг од неговата партија, но последните години постојано десницата е на власт, но во Виена секогаш е левицата, така што Виена на некој начин важи за скандинавска, за социјалистички град, така што не е многу различно од Данска. Значи вие идеолошки се погодивте тука. Значи овој економски институт е еден од најпрестижните во Европа, кој ги прави сите анализи, проценки, посебно нели за нас Западен Балкан, вие сте претпоставам задолжени за делот на Западен Балкан, Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и така натаму. Всушност, родите кој имаше синот на Киро Глигоров пред неколку недели починатиот Владимир Глигоров. Меѓутоа, кога веќе разговараме за Виена, кога веќе го отворивте прашањето за Виена, би сакал две тези. Например, Виена беше секогаш центарот на студената војна. Кога беше студената војна, истокот и западот се допираат тука во Виена. Најголемите македонски текуни, олигарси живееа во Виена, и Гуштеров, и Трифон Костовски, така натаму. И всушност преку Виена се правеа и размени, договарања, дури убиства нели во времето на студената војна. И второто прашање го спомнавте, фашизмот потекнува тука од Австрија, некаде близината, односно околината на Салцбург, Адолф Хитлер и така натаму. Австријанците не сака да се сеќават на тие прашања. И трето, за нашата историја многу битно, Австрија се јави како прв посредник во процесот на решавање на проблемот со името Алојс Молк. 3 милиарди марки на Васил Топурковски, преговорите кои се правеа тука Австрија, тоа се уште не беше членка на Европската унија. Со тие процеси или зад завеса преговори, всушност си го заработи местото во тогашната Европска унија. Што е Виена денес? Да, Виена е дефинитивно некој место каде што се среќаваат истокот и западот. Најпрепознатливо, највпечатливо на мене, едно од највпечатливите работи за Австрија, ми е тоа што Австрија е земја што е воено неутрална. Тие не се членка на НАТО. И не само што не се членка на НАТО, туку и отворено кажува дека нема да бидат никогаш, не сакаат. Добро, австријскиот премиер беше првиот што отиде на разговори со Путин. Така. И тие, за разлика од Шведска и Финска, и понатаму останаа да ја ценат или да ја почитуваат таа своја војна неутралност. На крајот на краиштата они беа поделени на 4 или на 5 војни зони после Втората светска војна, нели, до 1955 година тие беа поделени на 4 војни зони, многу повеќе од Германија, пошто од тука почнува
де факто. апсолутно, да, дефинитивно, значи Адолф Хитлер, Аншлусот и така натаму. Да, така што денеска Австрија еден од заштитните знаци е тоа што тие се војно неутрални, односно не се со НАТО, но секако не се ни со русите. Нешто слично како што беше Југославија, СФР Југославија, во смисла што и таа беше на некој трет свет, односно предводник на неврзаните земји. Австрија никош не е била дел од неврзаниот блок, но се на некој начин нешто слично такво во Европската унија. Имат капацитет, мислите тоа да го прават, бидејќи гледате. Не мислам дека не ни сакат они тоа да го прават. Нема такви амбиции. И Орбан се обиде да биде мост помеѓу Русија и Европа, односно Америка. Австрија исто така се обиде да биде мост, нели првите контакти со Путин ги прави австрискиот канцелар. Се обиде тоа да го прави Израел неуспешно на некој начин, исто со Украина, исто со Русија. На крај нели се покажа науспешен во ролята на современ Јосип Броз Тито, Реджеп Тајип Ердоган, без разлика што Турција има сериозни проблеми, 80% инфлација и така натаму. Турција се појави како најуспешен модел на Јосип Броз Тито на модерното време да ги прави тие контакти помеѓу Украина и помеѓу Русија. Да, окей, во ретова за Ердоган, се согласувам дека Ердоган, за жал, Ердоган е лидерот во Европа кој што може да зборува со Путин. Никој практично од Европската унија не може да му се јави на Путин и да разговара со него како што можеше Меркел. И Европската унија денеска има криза на лидерство, нема никаква дилема. Австрија е премногу мала како држава за да има таква моќ да влие нешто премногу на Русија, но тоа што отиде австрискиот премиер Нехамер во Русија пред 7-8 месеци кога да беше тоа, на почетокот на војната, да. Тоа беше одобрено од страна на ЕУ. Беше голема тема тука во Австрија тоа и пред да оди тој сите го поддржува, вика нека оди да види да испита каква е состојбата, да опипа пулс, но кога се врати без успех, сите го критикува, сите кажува не требаше да оди. Така што и тука и медиумите и јавноста е малце, сакам да кажам, да знае да биде некош дволична, не само поделена, но некош дволична, значи пред да оди го охрабруваат, кога ќе се врати неуспешно сите се против него, но во секој случај Австрија нема тежината за да влие нешто премногу на Русија, но може да испитува каква е ситуацијата. Така што не мислам дека целата таа посета беше целосно неуспешна, мислам дека сепак се добија некои информации за тоа каква е состојбата во Русија, барем каква беше состојбата тогаш во тој период од војната. Но она друго што сакам да го кажам за Австрија, Австрија исто така била и се уште е центар на некои големи меѓународни организации. Виена е еден од неколкуте града во светот каде што има седиште на Обединетите нации. Има други меѓународни организации, ОПСЕ, седиштето на ОПСЕ тука, ОПЕК, седиштето на ОПЕК е во Виена и други меѓународни организации. И од секогаш Виена важела за дипломатски град. И поради тоа и постојано тука имало и шпионски активности, како што спомнавте ви и многу други. Центурата е тука. Мислам сите овие работи се прават. Но Виена денеска пробува да се етаблира како град кој што нема да зазема страна во тие некои големи меѓународни односи, но град кој што ќе биде принципиелен. И тука нема никаква дилема сега во поглед на оваа војна, кој е виновникот. Сите се 80% од луѓето се начисто дека Русија е виновна за војната, но за разлика од многу други земји, на пример, за разлика од Британија или од Америка, тука има голем дел од луѓето кои што вика дека решението за оваа војна е сепак за тоа да се најде дека сега фокусот треба да биде на тоа да се најде мир, да се издейства некаков мир. Вие излегувате со теза дека имаме криза на лидерство, при тоа спомнавте Ангела Меркел. Ја чувствувате Ангела Меркел дека е постен голем лидер на Европската унија и на Европа? За жал во моментов да, се надевам дека во близко време ќе се појави некој друг. Иако јас мислам дека проблемите кои сега ги има Европска унија, всушност се резултат, проблемите кои сега ги има Германија, всушност се резултат на погрешната политика на Ангела. Тоа не е само ваше мислење, тоа е мислење на многу во Европа. Бидејќи проценката дека вие ќе му дозволите на Путин со нафта, со газ, посебно со енергенси, да ја снабди Европската унија, да има отворен пазар, да не преговара со индиците, со кинези дека што ќе треба 30-40% или 50% да ги намалува цените докато Европа му беше отворена. Бидејќи сметаше дека со тие пари од енергенсите, од нафта, посебно од природниот газ, дека ќе демократизира Русија. Да, него негирам ја тоа. Да. И таа проценка на Ангела Меркел која 16-18 години реално Северен тек 1, Северен тек 2 ја правеше во однос, сепак таа потекнува од источна Европа, нели? Ако татко е лутерански свештеник кој ме дојдено од Хамбург во источна Германија, незините лоши проценки всушност го бетонираа на власт Владимир Путин. Значи, него негирам ја тоа и тоа не е само ваше мислење, тоа е мислење на мнозинството луѓе во Европа моментално и ја него негирам тоа, но тоа не е спротивно на она што јас го кажувам. Таа беше голем лидер,
иако ја идеолошки не се согласувам со низините ставови, но таа беше голем лидер, но секако правеше и грешки во однос на Русија. Но за разлика од моменталните... на Македонија. Гледате, ланскиот, ако се кејате, ланскиот самит Брдо на Крањ, кога Енес Јанша тогаш, нели председател на владата на Република Словенија, инсистираше до 2030 година сите овие земји кои не се членки на Европската унија, Западна Балкана, да добијат гаранции дека од 2030 година не дека ќе влезат, туку дека ќе почнат преговорите со Европската унија. Ангела Меркел се противиста, иако се знаеше дека за 2 или 3 месеци завршува низиниот мандат. Поддршката на Бојко Борисов, поддршката на Александар Вучич, поддршката на целата таа екипа, тоа направи штети, многу сериозни штети на македонската позиција. Ние ги изгубивме најубавите години после влезот во НАТО. Тоа се најубави години кај секоја држава, кога доаѓаат инвестиции, кога се инвестира, кога расте стандард. Ние ги изгубивме бидејќи дојде бугарското вето. Се согласувам апсолутно. Германија да сакаше Македонија да стане членка на ЕУ, ќе го издействуваше тоа лани. Да, ќе го притиснеше Борисов и тој ќе попуштеше. Но во тој момент на Германија многу беше поважно да се донесе буџетот, што тие требаше да го донесат тогаш, затоа што беше пандемија и мораше да ги помагат економиите, и тогаш главно на Германија беше Орбан и Полска да не ги Качински да не ги блокира, да не го блокираат ЕУ буџетот. И затоа тие дозволија попуштија на Борисов и на бугарите на штета на Македонија. Така што се согласувам дека Меркел правеше многу штета и кажа дека ја и не се согласувам со неа ниту ни идеолошки, но само кажав дека таа беше последниот голем лидер во Европа, затоа што во моментов никој од постојните лидери не може да отиде кај Путин и да му свика на Путин, да му каже тоа што го правиш не е исправно. Не смета дека и војната во Украина почнува по завршување на мандатот на Ангела Меркел. И тоа не е случајно. Таа заминува 2 месеци пред почеток или 3 месеци пред почетокот на војната, заминува во канцеларска пензија, војната почна некаде 26 февруари. Така е, затоа што Путин го искористува тој вакуум простор, тоа што германците се сега на некој начин деорганизирани, за да издействува, за да го направи тоа што тој сака да го направи. Така што апсолутно тоа не е случајно, нема никаква дилема околу тоа. Околу Меркел исто така сакам да кажам дека голема грешка на Меркел во однос на ЕУ политиките е притаената поддршка на Орбан. Таа цело време, сите години додека е Орбан на власт, таа притаено го поддржува него. Не сака со години да го исклучат од Европската народна партија. Конечно го исклучија. Иако заслужува. Иако одамна заслужува, така што тоа што Орбан толку стана силен, па не само Орбан, дури и во Полска сега што Качински толку стана силен, е делумно вина и на Ангела Меркел. Тоа што Меркел несомнено има големи грешки, има големи грешки во однос на Грција. По големата криза од 2007-2008, кога беше еврокризата, кога дојде Сириза на власт, кога е прогласија персона нон грата во Грција со сериозни ја донесе таа навреди и така натаму. Таа инсистираше Грција да иде со политика на штедење, која што политика практично ја уништи Грција. Грција и денеска е посиромашна него што беше пред 20 години. Тоа е конфликт. Нема наскоро да се врати на таа економска сила. Тоа е оној конфликт со Варуфакис, што да. Варуфакис, вие неколку пати велите идеолошки, нели вие сте еден од основачите на левица. Варуфакис беше гуро на некој начин. Да, дефинитивно. Тоа што го правеше беше и Варуфакис Сириза во принцип, не само Варуфакис, туку Сириза, да нема никаква дилема. Конфликтот што се случува помеѓу Ципрас и Варуфакис всушност значи крај на таа политичка гарнитура во Грција, подоцна таа завршува со Преспански договор. И крај на левицата во Европа, затоа што левицата во Европа тогаш беше во подем. Беше Сириза во Грција, беше во Шпанија Подемос, беше во Британија Джереми Корбин, беше во Турција една друга партија и сите тие растеа. Во Словенија растеше нивната левица, во Македонија тогаш се појави. После долго време на стагнација на левицата, кој ги бараше идеолошките премиси кај да се движи, бејќи изгубени беа после падот на комунизмот, тоа беше период кога левицата беше во налет. Точно, и после откако Сириза киксираше, откако Сириза киксираше, односно практично го прифати сето она што го негираше претходно, сето она против кое што протестираше, тие почна да го спроведуваат откако се скара Варуфакис и Ципрас. Од тогаш наваму левицата во Европа оди надолу. И тоа е исто така голема грешка на Ципрас. Ја Ципрас стално го критикувам поради тоа. Го сакав предходно, сметав дека е добар лидер, харизматичен, направи доста во Грција предходно, но по овој кикс откако се скара со Варуфакис и не остана доследен на своите вредности, дали има референдум. Референдумот кажа нема да продолжиме со политиката на штедење. Тој кажа сепак ќе продолжиме и покрај референдумот ќе одиме со политиката на штедење. Откако го направи тоа, јас стално го критикувам Ципрас и кажам дека според мене тоа е пресвртната точка за левицата во Европа, од тогаш левицата оди надолу. Спомнавте Виктор Орбан. Да. Ние снимаме денес во Виена, недела е, 15 часот е недела, благодарам што прифативте во неработен ден да снимаме, специјално дојавме во Виена и транзит поминавме преку Унгарија.
на Виктор Орбан. 7 сати се седевме, чекавме на Хоргош. Значи таа држава по ништо не заслужува, цивилизацијски не заслужува, по начинот на функционирање да биде дел на Европска унија. Ако суштината на Европска унија е слобода на движење, проток на луѓе, пари, стоки и така натаму, таму тоа го нема. Да. Тоа не функционира. И кога човек малце наназад ќе се сврати, ќе се врати, всушност сваќа дека не е десницата таа што го сруши комунизмот, туку источниот блок, завесата, нели, источната железната завеса, така дека всушност комунизмот го има срушено либералните структури на комунистичките движења, не десница. Десницата си е склона кон фашизам. И сега тие две големи мега идеи, идеологии, фашизам, комунизам, кои се конфликт последните стотина години, ние сега ги гледаме пред наши очи, кај што конфликтот е драматичен на либералната лева ориентација, структура, која де факто и ги прави главните реформи. И овој десен популизам кој станува ретрограден. Гледате, Виктор Орбан, треба само да помините 5 минути, треба да помините 10 минути во Будимпешт, да видите како се влегува, што се прави со шмајзери, ве чекат на граница, така натаму, и да сватите дека сите стратешки промашувања што ги има било кој лева опција и левица направена, дека се покриваат со сите овие несмасности кои ги прави десниот популизам, кој секогаш трбнува, кокетира со фашизам, со национализам, со популизам и така натаму. Да. Прво околу зошто унгарците така постапуваат на граница. Па го имат хорти, они имат ментален склоп, они го имат хорти, они не се извлекуваат за разлика од австријанците кои дистанцира од Хитлер. Мислам дека има и друго нешто, друг момент, што тие сега пробуваат да се представат не само се изминатите години, како заштитници на Европа, чувари на Европа, и затоа тие се толку агресивни на границата, кажуваат ние сме оние кои што вас ве чуваме од варварите кои што доаѓаат од истокот. И затоа тие така се представуваат агресивно. Не е тоа само дел од културата и случајност. Тоа не може да го истрпи, знаете, видите суштината, суштината на ЕУ се руши на ЕУ тоа не пречи. Тоа е лошото, што на ЕУ тоа не пречи. Никој нема ни бара тоа од нив, знаете, некој во животот се зимате некој роља кој никој не ви дава, вие сами се зимате таа роља. Ако чекате на граница со Србија, а се во пријателски односи со Александар Вучич, исти ментален склоп се што се вели, вие чувствувате драматично како се рушат темелите на Европската унија. Ама на ЕУ тоа очигледно не и пречи. Да ќе потсетам дека ЕУ кога беше бегалската криза во 2015 година, постави граница со бодликава жица во Грција, па дури на границата меѓу Македонија и Грција имаше таква. Знаете кој е постата бодликава жица? Кој? По Унгарија. Меѓу тогаш беа ангажирани бидејќи во Македонија така бодликава жица. Во Македонија постави унгарците. Добро, да, во ред. Унгарски фирми бидејќи ноу-хауто на Унгарија, тие биле најуспешни во поставување на бодликави жици. Да. Ама сакам да кажам дека Европа, која што нели се представува себе како слободен континент, слободно движење и се, во 2015 година постави бодликава жица. Вие бевте тогаш во левица. Тогаш левица не постоеше, но тогаш него солидарност. Во 2015 година учествувавте во тие протести. Деловно вас учествувавте во тие протести на граница, заедно со Јасмин Реџепи, целата таа една структура. Имаше луѓе кои што јас не сум бил на тие протести. Тоа бевте финансирани од Роза Русенбург Штифтунг, тоа нели партијата на Die Linke, или така се нарекува партија, која исто екстремна левица во германскиот парламент. Не екстремна радикална левица, не е екстремна, има разлика. Баранимира дека тие радикални структури секој се проруски финансирани. Имаше ли од тогаш елементи дека левица ќе заврши вака драматично во некои руски губернаторски раце, како што сега се случи? Фондацијата Роза Луксембург е сосема легитимна фондација, која што е на германска политичка партија. Во Германија има таков систем. Секоја политичка партија има своја фондација. Конзервативците имат Конрад Аденауер, социјалдемократите имат Фридрих Еберт, левичарите, левица, нивната партија Die Linke, има Роза Луксембург. И таа фондација добива пари од германската влада и тие пари ги користи за разни проекти секаде во светот каде што сакаат тие, и во склоп на тоа нивно действување, како што тоа прави Конрад Аденауер, Фридрих Еберт, тие финансирале активности во Македонија. И на такви активности сме работели ние. Јас сум правил истражувања финансирање од нив и тоа е сосема легитимно. Исто како што и овој институт сега кај што се наоѓаме прави такви проекти не за Роза Луксембург, ама за Фридрих Еберт и за Хайнрих Бел, кој што е фондацијата на зелените. Така што тоа е сосема легитимно. Тоа нема никаква врска со русите. Како успева да речеме да опстои овој институт веќе 30, 40, 50 години? Нашиот институт? Да. Гледате, овој институт постои 50 години. Оваа година славевме 50 годишнина од постоењето. И секогаш кога се спомни Виенскиот институт, се е додавката престижниот Виенски институт кој ги прави всушност најдобрите проценки
економско-политички, Едни од социјални, најдобрите, така за натаму. Источна Европа, да. За Источна ние Европа, сме, специализирани. Нашиот институт е еден од водечките во светот за Источна Европа. Ние не ја покриваме Западна Европа, туку Источна Европа. Тоа што и ЕМВ. постоиме 50 години. Тоа што се ОМВ, бензинските пумпи во Источна Европа, тоа е Добро. Виенскиот институт во економската и во политичката мисла, да Можете речеме да го некоја кажете некоја тоа, таква, да речеме споредба, компарација да направиме. Да. Значи поентата е дека институтот постои 50 години постаре од независната држава Македонија и се оформил пред 50 години како институт кој што ќе ги проучува социјалистичкиот систем и ќе прави компарација меѓу социјализмот и капитализмот. И тоа го правил на почетокот, после тоа кога се распаѓа социјализмот, малце се реформулира и почнува да ги истражува економиите на Источна Европа, но институтот се финансира на неколку начини. Првиот извор имаме околу, не знам, 2/3 од веројатно од средствата за финансирање доаѓаат од државата, од австриската држава, од Министерството за финансии, од Централната банка, од градот Виена и од други такви извори. И тоа е најлегитимно во Австрија, па и во други земји членки на ЕУ, државата да финансира институти. Ние сме непрофитен институт, ние не работиме за пари, ние правиме истражување. Да го плаќа паметот. Секако. Секаде во Без светот. државата да инвестира во знаење, во наука, нема наука. Тоа е многу познато во светот. Сосема спротивно тоа што се случи кај нас. Значи, овде луѓето одлучиле и сватиле дека мора да се плаќа паметот. Апсолутно. И зато идат напред. Зато Зато и оваа година Австрија имаше Нобеловец по физика. Тоа многу малку се знае во Македонија, веројатно никој не го ни спомнал. Не е спомнато. Еден од Нобеловците кој што доби Нобелова награда оваа година беше австриец во областа на физиката. Значи ти имат во Австрија постојат научници кои што живеат и работат, не зборам за австрици што живеат во Америка, туку во Австрија, во државата Австрија имате Нобеловци, затоа што државата инвестира во знаење. Без државата да инвестира нема напредок. Така што нашиот институт најголем дел се финансира од државни средства, остатокот од парите се финансира, доаѓаат од разни проекти. За Европска комисија, за Фридрих Еберт, за разни други фондации и слично што работиме. Бевте дел на Левица, дел на таа екипа на Левица и ја завршувате во шарена револуција, подоцна советник министар за финансии, Димитар Апасиев, нели еден од исто така клучните играчи на Левица, завршува као соработник во соработи. Са тоа грубо звучи, кој кажете у Македонија соработник, мислите на соработник тајни служби. Туку бил советник, да го дефинираме, советник на специјалното јавно обвинителство. И целата таа левичарска идеологија, која е антиестаблишментска всушност, вие ја продадовте, вие отидовте во Министерство за финансии, претходно бевте дел на шарена револуција, која е финансирана нели од Сорос и така натаму, а Пасиев кој исто така дел на шарена револуција, вие ги рушевте, ги палевте канцеларите на претседателот на државата. Без разлика каков е Ѓорги Иванов, нели институцијата е претседател на државата, а Пасиев завршува специјалното јавно обвинителство, кое беше производ на шарената револуција. Лесно ли се продават левичарските идеологии и ставови кои ќе треба да дојдете во одредени лукративни води, како што е Министерство за финансии, шарена револуција, специјално јавно обвинителство и така натаму? Значи, само неколку корекции. Ајде. Шарена револуција не била финансирана од Сорос, барем ја колку што знам. Второ, за палење канцеларија, не сум палил никаква канцеларија. Добро. И трето за продавањето, значи ја не мислам дека е продавање. Од кого е финансирана шарена револуција? Само да довршам, после ќе снарам. Значи, за мене би било продавање ако она што сте го зборувале пред, да кажеме, за време на протестите, и дојдете на власт и почнете да правите нешто што е спротивно од тоа. Тоа би било продавање. Јас за време на протестите зборав цело време дека ние треба да изградиме економски систем во Македонија кој што ќе работи за обичниот човек, а не за богатите. И една од суштините за постигнување на тоа е да кажеме зимање од богатите преку прогресивен данок, давање на сиромашните преку повисока минимална плата, социјални трансфери, социјална помош и слично. Ја кога бев во Министерство за финансии, тој го правев. Нема, тоа утопија. Значи, она што ја најмногу се залагав во Министерството за финансии, главното поради кое што ја отидов таму, е за да воведеме прогресивен данок. Ама вие не излегувате. И јас се гордам со тоа што ние успеавме да воведеме таков прогресивен данок и покрај сите притисоци што ги имавме. И затоа откако направивме тоа, не ме сменяме. Јас сам се повлеков. Не сменя екипата, нели, на Драган Јас сам се повлеков во мај 2019 година, уште пред да се направи смената на министерот, јас сам се повлеков затоа што си кажав, доста беше. Го направив тоа што сакав да го направам, не се согласував со тогашната влада по многу прашања и си кажав едноставно не се пронаоѓам веќе тука и сам се повлеков. Така што мене не можете да ме обвинувате за тоа. Јас сум еден од ретките кои што, да кажеме, си е жртвувал својата комоција како критичар на власта, напуши фина позиција на институт,
за да се на некој начин да работам за општото добро и работев според мене принципијално, се залагав за тоа зашто се залагав и претходно. Добро. И откако направив тоа што викав дека ќе го направам, јас се повлеков. Ја не останав на позиција за да уживам во фотелјата. Се малку се мислите ако Никола Груевски 2001 година, кој вели на прашањето што правевте 2001 година кога имаше војна во Република Македонија, тој вели правев реформи. Како сте правили реформи? Со мојата екипа, со мојот кабинет седевме во Министерството за финансии и разговаравме како да правиме реформи, знаете. Велите, не се направија протестите во шарена револуција за да се воведи прогресивен данок. Зошто се направи? Зошто се направи за правда за мир. Односно се направи Тоа поради аболицијата, поради правдата и социјалната правда. Втора работа се вие велите се борите за сиромаштијата и се чувствувате успешно тоа што се борите за сиромаштијата, нели модерна некоја верзија на Робин Худ, а вие сте биле во влада кај што е Зоран Заев, еден од најголемите олигарси во Република Македонија. Ама се тргнав самиот. Да, меѓутоа вие сте влегле, што очекувате и таму е вице-премиер Кочан Ѓушев, еден исто така од најголемите олигарси во Република Македонија. Вие не можете да очекувате дека таа влада ќе се грижи за социјалните реформи во Македонија, можете да ме критикувате за наивност. Можете да кажете дека сум наивен, ама пазете, кажете ми кој прв го критикуваше Кочан Ѓушев. Извадете ги сите изјави, извадете ги сите текстови. Јас бев првиот што го критикував Кочан Ѓушев. Уште пред да дојде на власт, уште кога кажа СДСМ дека ќе стават вице-премиер од бизнис секторот, кога не се ни знаеше дека тоа Кочан Ѓушев, ја излегов изборев по емисии дека тоа е погрешно. Така што ја цело време го кажувам тоа. Можете да ме обвините за наивност, дека бев наивен што очекував дека Заев ќе води левичарски политики, ама пазете, Заев самиот кажуваше стално. Јас сум левичар, јас сум социјалдемократ, јас сум за работниците, за сиромашните. И ние кога имавме разговори, например, во Министерството за финансии, тој стално застануваше на наша страна. Тој викаше, да, треба да воведеме прогресивен данок, треба да покачува минимална плата. Секогаш пред нас, тој ги кажуваше тие работи. Така што, ама во ред, значи, прифаќам, сум бил наивен. Вие сте биле советник, сте работели ама барем не можете да ме обвините за непринципијалност. Не, сте работели во Народна банка, сте биле советник, така натаму. Значи, само со едно кликање на копчето, вие сте можеле да видите колку е платата во Еленица, колку е платата во компаниите на Зоран Заев. И колку сите тие сладкоречиви работи кои се кажуваат или кои се ветуваат или ветувања кои се дават, може да бидат спроведени. Бидејќи знаете, лесно е вие да кажувате нешто, а то никош да не го спроведите кај себе. Тогаш јас можам да кажам сега било што и ништо да не се сменам, што се вика да не се сменам ни еден сантиметар. И не ме обвинувам за непринципијално, само обвинувам дека една идеја. Идеја која била свежа во Република Македонија е потрошена уште пред да почне да дава резултати за Република Македонија. Која идеја потрошена? Па идејата на левица која веќе станува идеја на десница. Идејата на левица која идејата на левица не се потроши Васко поради тоа што јас влегов во Министерството за финансии. Идејата на левица се потроши со референдумот. Се потроши со референдумот кога левица, партијата левица во која што тогаш остана сите беа сите пред да се скарат. Тие излегоа со националистички ставови по прашањето за референдум. Ја тогаш не бев со партијата. Добро. Јас се повлеков. Која е таа структура? Значи вие сте Здравко Стаевски, вие Димитар Посиев, тоа е некоја екипа, тројца, четворица. И повеќе, значи Марин Демири, Дејан Вутовски. Но вие сте, знаете се, тоа исто како да кажете Реал Мадрид. Да, тоа исто да кажете дека Реал Мадрид бил Карвахал. Не, тоа е или Роналдо или Бензема, значи имате 3 или 4 играчи кои всушност како дозволивте на партија која беше замислена како корекција на СДСМ и ВМРО ДПМН, всушност првиот конфликт во левица, вашето напуштање на левица, бидејќи левица не сака да оди во коалиција со СДСМ на изборите 2016 година, тоа е првиот конфликт, нели? Бидејќи вие произлегувате од делот Чарена револуција, заедничкото делување. И одеднаш таа коалиција се заменува со некоја коалиција од референдумот бойкотирам. И сега левица всушност е авангарда. Не на левиот, туку на десниот популизам во Република. Да не употребам некој по груб збор. Популизам дури е мек збор за тоа што се случува. Партијата Левица денеска во Македонија е десница и е екстремна десница. Партијата Левица денеска во Македонија е она што е Лепен во Франција, она што е Венедоси или самоопределување во Косово. Тоа е левица. Ти имаат социјални моменти дефинитивно, но пред се националистичка партија. Имаат значи елементи и националистички и социјалистички. Не сакам да кажам национал-социјалистичка партија затоа што постои разлика, но имаат дефинитивно националистички елементи. Тие се екстремна десница. Тоа не е спорно. Партијата на Јанша на пример исто беше социјалдемократска, нели имаше некој Добро, и Јанша исто десница, беше десна партија. И никош не го примија во овие асоциации или групации на леви партии во Европа. Значи, ова партија која има префикс на левица
како што вие сте функционирале со президиум, со политбиро или како Така, се тоа се смени, да. Тоа се смени, се вие сте султан партија, вие сте ја не сум таму више 4-5 години. Тоа е на султан партија и всушност знаете детето е родено таму и сега треба сите да го думкаме тоа дете, а тоа дете веќе се полека се претвара во еден монструм кој го вади најлошото на македонецот. Се согласувам на површина, знаете. И тоа е драматично, проблемот е што Апасиев ја презема таа партија на каков таков начин, има судски процеси околу тоа и практично се она што претходно ние го заговаравме, го зборевме, тој се сврте спротивно на тоа. Значи ние имавме президиум, ние имавме колективно одлучување, немавме председател, тој го укина дури тоа. Се воспостави, се востоличи себе како председател. Го смени логото на партијата, многу други работи идеолошки се, статутот го смени на партијата. Единствено не го смени името. Треба и тоа да го направи, треба левица да ја прекрсти во десница и тогаш ќе си има целосно партија каква што му доликува. Нема никаква дилема околу тоа. Јас тоа не го негирам, но сакам да кажам дека јас со тоа немам никаква врска. Ама добро, ајде ќе прифатам нека немате се да не уништиме емисијата пошто одлично интервјуто, нели да не одиме некој друг крај. Ако левица изненади 2020 година. Добро. Многу очекува дека тој резултат ќе се зголеми, ако на изборите во Тетоа не постигна таков резултат како што очекува, беа поклопени помеѓу двете партии, можеби во Тетоа никош не биле силни. Не беа силни. Меѓутоа во дел на овие други урбани центри што се во Република Македонија, Битола, Скопје, веројатно Штип на истокот така, Источна Македонија може да направат добар резултат. Всушност левица сега ја зема приказната на ВМРО да помене Христијан Мицковски и целата таа некоја проруска екипа која грузински не сакаше директно да ја земи кај себе во ВМРО ДПМН, балансирајќи, нели, истиот принцип како што го прави Ердоган, како што прави Орбан и така натаму. Како што Меркел на крајот на криштат не го кажуваше тоа што сака да го каже, го кажуваше Качински во Полска и Орбан го кажуваше вамо. Сега Никола Груевски ја направи подложката за левица да експлодира. Преку оно движење Дом, граѓани за демократска одбрана на Македонија. Значи, мојот став е дека дали Груевски ја направи идеолошката основа, цоклето, врз база на која Апасиев сега ја гради целата таа своја некоја пенетрација во високата политика. Мислам дека од секогаш, барем во независна Македонија, односно ја колку што ги пратам работите, можеби порано, секогаш постоело плодно тло за националистички политики. Ја откако знам за себе, откако знам за политиката во Македонија 90-тите, Љупчо Георгиевски беше Љупчо војвода. Уште 89 години да се појавите. Така што уште од тогаш Љупчо Георгиевски канџите на Орелот. И после тоа да апсолутно. Владо Голубовски. Така што секогаш Македонија имало плодна почва за десница и за национализам. Она што оваа денешна левица, ја да кажеме, прави различно од се што било претходно, е тоа што таа капитализира, добива поени на неспособноста на двете големи политички партии. СДСМ е неспособен да ги спроведува социјалдемократските политики поради кои дојде на власт и поради кои ние протестиравме како социјална правда, борба против корупција и слично. А од друга страна ВМРО се неспособни да тераат до крај со нивниот национализам и се неспособни да се покажат различни од она што беше Груевски. Тоа гледаме сега и со конфликтот што се случува со Данела во град Скопје. Така што двете големи партии имаат слабости и постои огромно незадоволство кај народот од двете големи партии и народот едноставно бара промена. Левица се појавува како нова опција и голем дел од луѓето идат за левица не затоа што тие ветуваат тоа што го ветуваат, туку затоа што едноставно сакаат промена. Тие се на некој начин Трамп во Македонија. Трамп дојде на власт во Америка помеѓу останатото затоа што на луѓето им беше смачено од Хилари Клинтон и од естаблишментот. Затоа и многу други десничари, например Брексит се случи во Англија, поради истото такво. Сега Мелони доби во Италија, поради незадоволството од естаблишментските партии. Левица го прави истото, успева да се профилира како антиестаблишментска партија, иако веројатно не се веќе неколку години затоа што се дел од власта, но се уште таа приказна им поминува кај народот и затоа добиваат поени. Така што она што може да ја ослабне левица е ако двете големи партии се консолидираат, ако СДС почне да води прави социјалдемократски политики, како што ветуваше дека ќе води, и ако ВМРО успее да ја расчисти со своето валка новиното од времето на Груевски, и ако успее да изгради јасна позиција по поглед на националните прашања. ВМРО моментално лута помеѓу тоа. Да. Тие не знаат дали се за францускиот предлог или не се против него. Час се за, час се не, час се ќе се договориме, ќе преговариме, час нема да прифатиме. И тоа ја тера водата на воденицата на Апасиев. Тие дури не сакаат да зборат за француски предлог, биејќи знаете едно е да се представите на Франција, односно на Европската унија, многу е полесно да зборите за бугарски предлог, веќе не е бугарски предлог, тука е француски предлог. Спомнете Трамп
Трамп дојде како милиардер. Значи не може вие да станете милиардер да не сте дел на естаблишментот. И како вие како милиардер ќе го рушите естаблишментот во Соединетите американски држави. Тоа е една работа. Втора работа, вие сепак протестиравте против заробена држава. Така. Заробена држава која персонифицираше Никола Груевски, кој е во политички екзил во Будимпешта, кој персонифицираше Сашо Мјалков, кој е во полузатвор во Струга, Јордан Орце Камчев, нели еден од најголемите текуни. И СДСМ можеби е неуспешен и неспособен да реализира одредени политики, но и исто време во СДСМ имате гледате решен црковен проблем, кој е вековит проблем. Кој што не го решија тие. Тој дојде поради тој проблем се реши затоа што имаше смена во раководството на Српската црква. Па добро. Тоа нема врска со СДСМ. Вите се. Али окей, продолжите. Црковниот проблем са почнуваше 60-те години. Значи првите темели кои судират проблемот или суштината на Македонија дека национализмот во Македонија бил секогаш лево ориентиран. Тоа е разликата на Македонија во однос на сите други балкански и европски држави. Пред 100 години. Па добро, не пред 100 години, тоа и пред 70 години, знаете. Десниот национализам во Македонија беше секогаш пробугарски. И кога се формира Иванчо Михајлов и ВМРО и Лјупчо Ѓорѓевски и така натаму, они секогаш имале ексклузивни односи со Бугарија и со Софија. Ова ВМРО сега некада на некој девојачки мост е трампан помеѓу Бугарија и Југославија, помеѓу службите на Бугарија и Југославија, бидејќи знаете ние сметаме дека во времето на комунизмот постои конфликт помеѓу Бугарија и Титова Југославија. Всушност главната роља, тоа вели Заренчев кој ќе читате во мемоарите, всушност главната роља на Бугарија и Југославија да ја врати во Варшавскиот пакт, да ја врати во прегратките на СССР и на Советскиот сојуз. Тоа е главниот конфликт помеѓу Бугарија и тоа се главните преговори, затоа и соработат бугарските и југославенските служби. Но национализмот во Македонија бил секојаш ориентиран, лево ориентиран. Затоа и левицата или претходницата ја формира македонска држава, но црквата се возобновува, темелите се воспоставуваат и така натаму. Тоа е познато и во науката, тоа е познато и во политичката сега наука дека лева опција вас ве ослободува од заробена држава, кљакаво и никако ве ослободува од заробена држава за која сте се бореле. Јас сакам 15 години да биде Орце Камчев, да биде 15 години Сашо Мјалков, империја да биде. На крај краиштата вие сте имали човек кој бил советник на специјално тајно обвинител со бил Димитар Апасиев, токму во предметот империја. Не сум го слушнал да се произнеси по предметот империја. Станува Македонија членка на НАТО, ги почна преговорите, или треба да ги почне преговорите со Европската унија. Знаете, малце ми е чудно кога ставате знак нееднаквост помеѓу ВМРО и помеѓу СДСМ. Не ставам знак нееднаквост. Ама во сите ставови што и кажувате знак, да, и едните и другите се неспособни. Овде имаме станува збор за канцерогена неспособност, а овде за неспособност која може да се смени на избори. Ги изгубија локалните избори и си замина од власт на локално ниво. За разлика од ВМРО кој ги изгуби парламентарните избори и го напред 27 април. Тоа е разликата. Јас за ВМРО и за СДСМ е дека две работи. Прво дека и двете партии не се она што вика дека се. Односно, СДСМ вика во името им стои дека се социјалдемократска партија, тие не се социјалдемократска партија. Не може да е социјалдемократска партија која што не сака да покачи плати на работници во време на најголема криза. Ти има штрајк оваа година. Си дозволи да има генерален штрајк, каков што немало во Македонија ни во времето на Груевски. Тоа не може да биде социјалдемократска партија. Не може да биде социјалдемократска партија која што, како што кажавте самиот вие, поставува за вице-премиер еден од најбогатите луѓе во државата, за министерка за финансии исто таква, кој што не сака да води прогресивен данок за да ги даночи богатите, него сега воведо повторно даноци на сиромашни. Минималната плата, тие ќе рече дека зголемиле 2 пати минималната плата. Инфлацијата ја изеде таа минимална плата. Па добро, инфлацијата не е на СДСМ. Ама не сакаат сите други плати сега да ги покачат поради таа инфлација. Да, и тоа е неспособно. Например, тоа не е социјалдемократска. Значи тоа е првото што сакам да го кажам. Се согласувам со вас. Дека се еднакви СДСМ и ВМРО во поглед на тоа. Го слушам Ковачевски, кај што вели дека 6 интервјуа дава кај што ќе ги намали платите во регулаторни комисии, регулаторни тела, знаете. Суштината на владење ви дека големите не да ги намалите платите. Не, окей, значи говориме за тоа. Но тоа не ја прави заробена држава. Второто не имавме заробена држава. Затворење медиуми. Второто што кажам за СДСМ и ВМРО каде што наликуваат едно на другото, значи првото е ова идеолошкото, што ни едното ни другото не се идеолошки профилирани партии, туку се партии кои што работат пред се за богатите, кои што се честопати поврзани со нив. Тоа е првото, потоа се исти, а второто е што едната и другата се корумпирани партии кои што имаат огромна корупција. За ВМРО да не набројувам во минатото, ако гледам и сега со ова што се случува во град Скопје, за СДСМ, па
сетете се што се случуваше со СЈАО, што самиот го спомнавте неколку пати. Сетете се дека има два генерални секретари на владата кои што имаат сега случаи. Сетете се дека има вице-премиер кој што го спомнуваме неколку пати, на кој што антикорупцијска комисија му најде случај на корупција и владата не сакаше ништо да направи по тоа прашање, кажа не се согласуваме со тоа. Така што, тоа е второто едно, значи не се тие, не викам дека се тие идентични партии, ама по овие две крупни прашања, идеологијата и корупцијата, тие се многу слични, тие се скоро идентични и затоа тоа на што кажам, значи не викам дека се они скроз идентични, само по овие две крупни прашања. Што би да објаснам, суштината е следно. Значи не можеме да најме милион причини дека комунизмот не чинел. Голи оток, екзекуции, газање на демократија, така натаму и така натаму. Но комунизмот е направи македонска држава. Се согласувам. За разлика од Ванчо Михајлов. Вие кога ќе споредите Јосип Брз Тито и Ванчо Михајлов, ама ова се не врска со тој комунизам. Па добро, ни ова ВМРО нема со Ванчо Михајлов. Меѓутоа како не помограја споменици како не. Па добро, делови за да направат криза за да не се решат македонско-бугарските односи, знаете. Тоа е суштината на ВМРО. Гледате, и на Венела го прават истото. Значи, тие кои не се на власт, тие прават деструкција во државата. Овие покажуваат една неспособност да се најдат во одредени ситуации. Добро. Политика и политичка гарнитура која е внесла Македонија во НАТО, кој ги почнала преговорите со Европската унија, кој решила црковен проблем, не може да биде толку неспособна како вејка на ветрот за да не може да капитализира сите тие работи, економски, финансиски, социјално и така натаму и така. Да се врати кон базните принципи. Не се толку неспособни, викам дека се неспособни. Јас само викам дека идеолошки не е тоа важно. Ние сме незадоволни во Македонија од нивното владење. Јас сум незадоволен од нивното владење. Но од владењето на овие другите сум исплашен. Тоа се обидам цело време да ја кажам. Од овие сум незадоволен. Од овие сум исплашен каде ќе ја водат државата. Значи, јас само кажам, ја очекував дека вие ќе се протните тука во средината, не дека ќе победите, како левица, како една млада гарнитура на луѓе. Нели и разговорот не цело време го водиме во еден тој прав. Кој ќе се протните? Требаше да биде така. Може немаше да имате 50 или 30 или 40 пратеника, но ќе имате 4, 5, 6 пратеника со кои ќе биете јазиче на вагата, кај што ќе можете да ги спасите големите партии од уцини на Дуи, од уцини на Али Ахмети, од аферите на тендерите на Али Ахмети и така. Тоа е суштината, тоа се обидам да ја кажам. Така, но Левица направи многу грешки. Значи првата грешка на Левица е што уште во самиот зародиш едноставно беше криво насадено дрво. Имаше многу проблеми. Ја спомнавте вие изборите во 2016 година, кога јас се повлеков. Мојот став беше дека ако Левица оди самостојно на тие избори, нема да освои ништо и затоа што нема да освои ништо, после тоа ќе навлезе во криза и ќе пропадне. И тоа и се случи. Тоа и се случи ако мене ме прашувате. Левица затоа што не успеа тогаш да освои претеничко место, после западна во криза и затоа што беше во опозиција, мораше се да иде со опортунистички политики, се појави референдумот, тие идеа контра референдумот, не успеа да наметнат лева реторика против референдумот, туку навлегува во она што спомнавте вие, бојкотирам движењето национализам тогаш кога исплила Апасиев и тоа беше таа динамика и после тие забега во десничарска партија и после тоа се испокара меѓу себе и Апасиев им направи чистка на останатите. Така што Левица апсолутно требаше да биде нова партија која што ќе биде различна од СДСМ и од ВМРО, ќе биде идеолошки профилирана како лева партија, ќе работи за сиромашните, за работниците, против корупцијата и слично, но сгрешивме, не успеавме во тоа. И тука не бегам од одговорност, и јас самиот носам одговорност околу тоа, ама едноставно тоа сме сгрешиле. Има ли феномен Апасиев? Знаете, велите луѓе кои се незадоволни од двете политички партии се базат од кај што ги црпи гласовите Апасиев. Јас сметам дека во најголем дел се тоа младите гласачи. Младите гласачи кои се развиваат на социјалните мрежи, на генерација која е после 2001 година формирана, фрустрациите на 2001 година, па ветата бугарски, ветата француски, грчките вети и така натаму. Значи ние сме имале основи, многу сериозни основи да изнедриме одредени фрустрирани генерации. Тие фрустрации ние ги гледаме на социјалните мрежи секојдневно. Значи секојдневно. И мислам дека тоа е легено од базата од кај што Левица не ги црпи тие гласови. Дали можеме да дефинираме дека постои феномен на Димитар Апасиев? И како вие би го дефинирале? За мене не е тоа посебен феномен на Апасиев, тоа е феномен кој што постои сегде во светот и последниве неколку години. Кажав, Трамп е ист таков феномен. Спомнавте вие самиот, Трамп милиардер бил дел од естаблишментот, а сепак се представува како антиестаблишмент, исто и со Апасиев. Трамп или Шешел? Трамп или Шешел? Како вие би го дефинирале? Не, мислам дека Шешел е сепак нешто друго. Не е тоа. Шешел е, не знам, Љупчо Георгиевски.
Тоа е, знаете, според мене. Шешел А Пасиев е друг феномен. А Пасиев не е он експлицитно националист. Он и денеска сега се уште ќе каже јас сум левичар. Шешел никош нема да каже јас сум левичар. А Пасиев вика јас сум не левичар. гледате што кажуваат, гледате што Он прават. е повише Трамп, он е повише Болсонаро во Бразил, он е повише Борис Џонсон, Ле Пен во Франција, Мелони во Италија, Альбин Курти во Косово. Тоа е целиот тој, да кажеме, сите тие политичари ги имаат истите карактеристики. Анти-естаблишмент, социјални политики до некаде, но и многу силни националистички политики. Заради тоа успева да влечат гласови и од едните, на национализмот влечат гласови од десницата, а социјалните политики влечат гласови од левицата. Така што, според мене, не е ништо посебно, никаков посебен феномен. Оно што се случува секаде во светот, се случи и во Македонија. Малку ќе ни бидат контрадикторни, да речеме, овие тезите. Имаше на 13 ноември минатата година одредена фотографија која бе Кристијан Мицкоски, кога никој во Македонија всушност ниту големите амбасади не знае дека се работи на одредена влада во која освен Дуи членува сите албански политички партии. И на таа фотографија беше Димитар Апасиев. Да, апсолутно, да. Димитар Апасиев кој нели ќе им ги сече канџите на албанците, Тоа ви покажува една работа дека не само што беше на таа фотографија. Тури прифати потписот негов да биде трнат од потписот за смена или за формирање на нова влада, бидејќи тоа им правило проблем на албанските политички партии, тоа да го објаснат кај нивниот електорат. Гледате, човекот не може да биде Трамп, бидејќи овој отиде до крај, па ги внесе неговите приврзеници во Капитолот, еден од трите столба на американската демократија. Овој човек кој многу повеќе како Шешел ги тргува своите позиции. Меѓутоа, за разлика од Кристијан Мицкоски кој наидува на сериозни критики, дека го овозможил пописот, дека ќе овозможи сега бугарски договор или француски договор. Димитар Апасиев сите своји предавства не трпи негативни штети, туку ги капитализира. Тука ми е дилемата. Значи, тоа за Пасиев што се појави на таа слика со албанските партии тоа мене ми кажува само една работа, дека он нема апсолутно проблем да оди спротивно од она што го кажува. Апсолутно, желене за власт. И тој е опортунист, тој е пред се опортунист, тој е човек кој што само сака популарност. Според мене не сака власт, затоа што ако дојде на власт нема да знае што да прави, затоа што не знае како да води држава, нема познавање од тие области, ниту тој, ниту некој во таа партија. Сите случаи сака само популарност, сака само да добива лајкови на социјални мрежи. Така што но во истото време е спремен значи да оди спротивно од сето она што го збори. Тоа мене ми говори таа слика. Ама кога зборам дека е тој сличен, многу посличен на Трамп отколку на Шешел, пак ќе кажам, првото ми е тоа што идеолошки Шешел никогаш не викал јас сум левичар, јас сум комунист. Шешел секогаш бил, јасно е тоа, националист. Нема ништо левичарско кај Шешел. Исто како што нема ништо левичарско кај, например, Љупча Георгиевски или другите, да кажеме, класични десничарски политичари. Оваа нова десница, разликата од старата десница е што имат и многу социјални моменти. Викаат од една страна, ние сме за работниците, ќе им помогнеме на сиромашните и све тоа, ама од друга страна имат и националистички моменти, како што имаше и Трамп, како што имат и сите овие други кои што ги спомнав претходно. Така што тоа ми е таа паралела, а вториот момент многу важен е што ќе потсетам, Трамп успеа да дојде на власт поради социјални мрежи, кои што често пати се правеа во Велес. Знаете дека Велес беше главен град тогаш на светот, да. Истите тие структури кои што работеа за Трамп тогаш, работат и за левица. Работат за левица веќе со години. Тоа се истите структури. Така што тоа е веројатно, така што тоа е таа, да кажеме, врска, сличност помеѓу Трамп и него. И оваа сегашна левица. И тоа пак ќе кажам, не е само за нив, тоа е слично и со Ле Пен, тоа е слично и со Мелони, тоа е слично со Альбин Курти на Косово. Сите овие промени што се прават на социјалните мрежи, Facebook, гледате криза, низ која поминува Facebook, Twitter и така натаму, всушност се прават во пресред на клучните избори, тоа се 2024 година, помеѓу Доналд Трамп евентуално и помеѓу Џо Бајден, тоа би требало да биде некоја епска битка кај што двете Америки ќе одлучат во кој правец би одел нели светот. Трамп не ги призна изборите 2020 година. Мислам дека тамо ќе се влезе во еден таков правец. Ние кога го снимаме интервју за неколку дена постанели со овие избори на пола мандат на Џо Бајден за представничкиот дом и така натаму и така натаму, ќе има во кој правец ќе оди Америка, во кој правец ќе оди светот. Меѓутоа можеме да ги гледаме економските бројки, можеме да ги гледаме нели економските перформанси или рамки во кои ќе се движат сите тие политички разврски во Европа и во светот, и затоа и дојдовме нели најмногу тука, меѓутоа 50 минути отиде разговор до еден сосема друг правец. Имаше драматични одеци
вашето интервју, кај што велите дека Македонија најлошо се справува со економската криза, и тоа доаѓа после на извештај на Светската банка, дека во споредба со сите држави, мислите веројатно на Западен Балкан или мислите на цела Европа, дека Македонија најлошо се справува со економската криза? Во цела Европа, дефинитивно, да, апсолутно е така. Еве ќе кажам неколку параметри. Инфлацијата во Македонија во септември изнесуваше 19%. Тоа е највисоко во овој наш регион. Има повисока инфлација во Естонија, во Балтичките земји, кои што имаат голем проблем со струјата и енергијата од Русија, затоа што нели таму им доаѓа и поради тоа многу им скокна цените. Но освен нив има Турција нели 80% инфлација. Да, Турција апсолутно, но тоа е друга причина, затоа што е хронична инфлација. Турција има висока инфлација затоа што ја девалвираше лирата и затоа што ја девалвираше, односно лирата им депрецира, затоа имаат инфлација. Македонија нема девалвација на валутата, сепак има висока инфлација. Овие протести што се во Будимпешта, да речем, исто така колку форинтата, бидејќи форинтата е обезвредната. И форинтата исто така девалвираше, односно ја намали вредноста и затоа и Унгарија ќе има наредната година една од највисоките инфлации во цела Европа, дефинитивно да. Така што првиот индикатор заради кој тврдам дека Македонија има многу најлошо се справува е тоа што има една од највисоките инфлации, иако нема да кажеме толку страшни фундаменти како некои други земји. Вториот индикатор е дека економски растот на Македонија оваа година веројатно ќе биде 1%, дали ќе биде и толку, што ќе биде еден од најлошите резултати во цела Европа. Иако не е толку директно изложена на војната, не е тоа Естонија која што граничи да кажеме со војната. Тоа не сме биле толку зависни од руски газ, односно сме биле многу малку. Кризата кај нас не доаѓа од рускиот газ, тоа е проблемот. Многу малку сме биле зависни од рускиот газ. Значи во Естонија во од каде доаѓа тогаш кризата кај нас, ако не доаѓа? Кризата кај нас доаѓа од погрешните политики на владата. Од тоа што владата дозволи инфлацијата да ескалира, да се разгори и не презема мерки за да ја ублажи инфлацијата. Што може да се прави? Гледате, може да се регулира цени. Може да ги замрзнат цените. Сигурно само да посам. Ако инфлацијата расте, нели? Тогаш Народната банка ќе мора да ја стегне монетарната политика, ќе мора да ги не говорам нели школски кој ќе учите тоа што се случува. Народната банка го прави тоа со каматните стапки. Вие имате високи каматни стапки. Парите стануваат многу скапи, тоаш владата или било која друга влада има мал маневарски простор поради скапите пари да реализира одредени свои. Народна банка не треба да ја крива каматата. Ние влегуваме не само Македонија, светот, меѓутоа Македонија биејќи тоа нас не боли во еден процес на стагфлација, стагнација. Така. Под преносна инфлација, како крајот на 70-тите стагфлација прво Македонија ше во февруари. 70-тите години на минат 1979 година нели еден период на една стагфлација која постои во светот. Се соочуваме ли ние со тој еден сериозен проблем кога се соочуваме со ризикот, тоа можеби ќе имаме стагфлација, може нема да имаме стагфлација, но дефинитивно постои ризикот тоа. Значи ја уште кога почна војната во Украина, одмак дав некои изјави, кажа дека постои ризик од стагфлација, затоа што се тоа што се случува сега и што почна уште во февруари, многу наликуваше на она што се случуваше во 70-тите во светот. Имате војни, тогаш имаше Јом Кипур војната, голем скок на цената на нафтата, нафтен шок тогаш, висока инфлација, Американската централна банка ја крива својата камата и прави стагфлација и големи кризи, економски кризи во многу од земјите од развој. Помеѓу останатото Југославија тогаш навлегува во криза. Тогаш е почетокот на кризата на Југославија. На должничката криза. На должничката криза, да. Затоа што растот се намалува, мора да увезува нафта прво, затоа што нели зависи од тоа, цената на нафтата е висока, мора да се задолжува за да го покрива тој дефицит. Каматните стапки се високи и навлегува таа должничка криза. Така што тоа што сега се случува многу наликува на она од 70-тите, се разбира, има и разлики. Дали ќе имаме стагфлација или не, ќе зависи од тоа колку долго ќе трае оваа ситуација. Затоа што стагфлација е феномен што трае неколку години, не само една година. Ако имате една година висока инфлација и низок економски раст, тоа не е стагфлација. Стагфлација треба да биде минимум неколку години. Да, може да се дефинира така. Да. Добро, Јовановиќ, и тоа гледате са доларот станува посилен од еврото. Да. Затоа што американската економија моментално е подобра од европската. Од европската економија. Европската економија се случува со сериозна криза. И русите имаа проблем. Им девалвираше во наводници, им девалвираше рублјата, меѓутоа стана има прецираше. Да, им прецираше рублјата, стана силна рублја и сега имаат проблем русите бидејќи стоките кои ги увезуваат им стануваат поевтини, стоките кои ги извезуваат или што треба да ги извезуваат више ништо. Ништо, нели? Осем малце нафта. Изолирани на некој начин. И сите ние сметавме, или поголем дел луѓето смета дека Русија ќе може многу поуспешно после апрецијацијата на рублјата, нели ќе поуспешно се справи со економските предизвици што ги направија санкциите. Сегашните анализи покажуваат дека Русија во најдните 2 или 3 години ќе биде изолирана држава.
го изгуби европски. Во наредните 2 или 3 децении, ви кажам, биде не 2-3 изолирана години. држава. Затоа што Русија, што и да се случи со оваа војна, Русија, ја не гледам како може да се врати на претходната позиција. Русија ќе биде осудена, ќе биде изолирана од страна на Западот, ќе го изгуби својот главен пазар, а тоа е европскиот пазар, ќе мора да се сврти на исток кон Кина и можеби малку Индија, но во таа игра, таа е помалиот играч и секојаш ќе биде сателит. Секојаш ќе биде Робин на големиот Бетмен кој што ќе биде Кина. И за жал Русија во наредните неколку децении нема економска перспектива. Тие нема да пропаднат, ќе продолжат со некој вакво темпо на развој, нема да гладуваат, никош ќе нема да гладуваат, но нема да имаат ни економски развој за жал. Но сакам да се навратам на прашањето за Македонија, за македонската инфлација. Значи Македонија немаше фундаментални проблеми со оваа криза. Грешката ја направи владата. Првата грешка што ја направи е што дозволи инфлацијата да ескалира, односно не ги замрзнаа цените на храната пред се, а исто така и на енергенсите пред се на горивата, кога почна инфлацијата да скока. Србија ги замрзна цените уште лани во ноември и Србија затоа сега има инфлација од 14%, а не 19%. Албанија ги замрзна цените во март оваа година на 8% и затоа има инфлација и затоа сега има инфлација од 8% Албанија, а не 19%. Можеме ли тоа да објасниме? Да, навистина Србија ги замрзна цените, и Албанија. И тоа гледате оние нешташици на шекер што се оние снимки од нови. Какви нешташици? Па да, има од Нови Пазар, гледате тоа. Можете да видите на социјалните. Тоа се изолирани случаи. Да, меѓутоа има производи кои ќе ги замрзнете цените кои нема да сака да увезат. Не се случува тоа моментално. Но во Македонија велите дека инфлацијата не е увезана поради рускиот газ и руската нафта. Има нешто што е увезано, има нешто што е увезано. Но не толку како во балтичките држави што се вели целата таа работа. И ние тоа сме огледале, знаете. Тоа сме огледале и изминатите години. Секој што имало верски празници во Македонија, наместо да се намалува цената на јагнешко месо, тоа се сколимало, или да се намалува цената на яйцата, тоа се сколимало. Нашите трговци секогаш пробуваат да профитираат. Значи, ние немаме бизнисмени, тука имаме војни профитери. Така е, апсолутно. Имаме влада која што го тврди, го збори истото ова, а не презема никакви мерки. Влада која со неправење им дозволува на тие војни профитери да прават екстра профити, а цената на тие екстра профити ја плаќаат граѓаните преку зголемена инфлација. Затоа ја ти викам дека СДСМ не се социјалдемократи. И затоа ги критикувам затоа што го дозволи ова. Што од време на Бранко Царенковски не се социјалдемократи. Првите аранжмани со ММФ, затварање на фирми, 25 загубари и така натаму. Тоа е мојата критика на СДСМ, а не викам дека се тие полоши од ВМРО. Не викам ВМРО да се врати, ниту пак Апасиев да дојде. Јас само викам дека СДСМ, ако не се смени, ќе се случи тоа, ќе дојде ВМРО и Апасиев и мора да се смени наскоро, да почне да се грижи за обичните луѓе, ако сака да останат на власт. Тоа не се прави со јадење на сендвичи во Битол и во Прилеп. Продавање нефтин популизам. Ниту пак се прави со тоа што ќе седнете со бизнисмените и ќе договарате политики со нив. Или вие ќе седнете во Австрија Airlines, нема да бидете у бизнис класа, тука ќе седнете на опашката на авионот. Тоа што прави Димитар Ковачевски или што прави Оливер Спасовски и така натаму. Суштината вие да бидете блиски на народот е да водите политики кои се блиски на народот. И тоа СДСМ сериозно го промашува, не последните 2 или 3 години, го промашува последните 30 години. И затоа е казнуван на сите работи. СДСМ во наводници, бранејќи ја државата, ја гази својата идеологија и го гази своето членство. Затоа се случува единствениот период кога СДСМ наликуваше на вистинска социјалдемократска партија беше 2015-2016 година и затоа што јас поверував во таа приказна, се согласив да бидам дел од Министерството за финансии и затоа и лобирав во левица тогаш, во тогашна левица, да идеме во коалиција со нив. Толку ли погоди тоа што го поставив пред 40 минути? Ја цело интервју се правдате дека не, јас само ви поставив прашање за да биде интересна емисијата. Вие се правдате цела емисија дека не сте остапили од своите идеологии, идеолошки премиси. Не сметам дека сте остапили. Вие сте чесен човек и гледам како функционирате, како работите, меѓутоа треба да биде интересно. Не, само сакам да се надоврзам, да. Значи, една шокантна изјава дека 50.000 нови сиромашни луѓе ќе има во Македонија. Тоа не е моја проценка. Тоа е проценка на Светска банка, да. И тоа се драматични проценки, гледате инфлација, стагнација. 50.000 сиромашни луѓе. Но ние 450.000 што веќе ги има. Тоа се значи четвртина од населењето. Па не сме ни 2 милиона, 1.800.000 се не со новиот попис. Значи не некаде повеќе од четвртина, значи близу третина од населењето се сиромашни. И кога некој ќе ме праша дали се плашиш од олигарсите, дали се плашиш од овие ајдуци, дали се плашиш од овие криминалци нешто да ти направат, не се плашам од нив. Бидејќи знаете тие нешто да ви направат треба да имат сериозни финансиски загуби тоа да го. Се плашам од овие луѓе што немаат пари,
што со заматен поглед четат по скопските улици. Тебе нема се ништо луѓе да ти Не мене, значи значи тие луѓе се спремни бидејќи нема што да изгубат. Тие луѓе се спремни да направат било што, или ќе се вратат, ќе се затворат во себе и ќе одат во некоја самодеструкција, нели, депресија и така натаму, или тоа ќе предизвика одреден радикализам кај тие луѓе. Со тоа што во моментот во Македонија, тоа е флотантна маса која може да направи драматични процеси. Историја многу добро, за историски гледано, секогаш кога имало такви ситуации се случувале револуции. Ја спомнавме Виена на почетокот на емисијата, на интервјуто, да. По Првата светска војна, Виена има таква ситуација затоа што империјата пропаѓа, сите доаѓаат во Виена од другите краишта на империјата, имаат многу сиромашни и има услови за револуција, но за среќа, нивна среќа тогаш, имаат избори и на изборите победуваат социјалистите и затоа се спречува револуција. Но наназад во Франција, во многу други држави имало револуции поради таквите причини. Во Македонија за жал тоа нема да се случи сега, затоа што издувниот вентил во Македонија луѓето бегаат од државата, се иселуваат. Наместо да прават револуција во Македонија се викаат ќе се земам бугарски пасош и ќе отидам во ЕУ ќе работам како било што. Не мора да земат бугарски пасош. Доаѓаат и без бугарски пасош и тука наоѓаат работа и почнуваат да работат. Знаете, синама, така и Тито ја решаваше кризата, гледи, и тоа значеше крај на Југославија. Победо за луѓе кои се незадоволни, а се во работа способна возраст да не пушта државата. Никош условата во Југославија не била толку лоша. Не била, да. Гледате, и Путин се обида тоа да го реши, нели? Сите кои се незадоволни од Путин и од Руската федерација ги пушта да си одат. И тоа се веќе 2 или 3 милиони луѓе во кои инвестирано, во кои се дадени пари, кај што е вложен капитал кој вие никош нема да го вратите. И тоа случува во Македонија. И на крај кој останува во Македонија? Тие што не веруваат во корона, тие кои зборат за 5G мрежа, тие кои мора да влезат у партиски штабови за да може да обезбедат било каква екзистенција надвор од партиски штабови се никој ништо. Тие се значи мокни само во одредена структура која е тоталитарна. Тоа не велам за Македонија, тоа секаде левица се. Затоа ако состојбата не се промени во Македонија многу брзо, државата ќе остане осудена на оваа катастрофална состојба. Ќе остане, нема да крахира, но ќе остане во оваа лоша рамнотежа. Економистите тоа така го нарекуваат лоша рамнотежа, bad equilibrium. Значи да една држава може да има различни степени, различни патеки на развој, но сега како што води Македонија практично стои на ова ниво и ќе остане заробена во лош еквилибриум. Нема никош да направи искок, нема никош да пропадне, но ќе остане заробена на ова сегашно ниво. Што мене најмногу ме плаши, најмногу ме секира, не велат кога ќе дојде ураган. Најмногу страдат дрвата високи, најмногу страдат покривите на зградите и така натаму и така натаму. Никош не страда тревата. Добро. Во Македонија кој веќе ги немате дрвата, некој што кој штрчи, но кој влече напред, знаете, кој ги немате високите куќи ве станува тревата. А тревата ќе биде секогаш газена. И тоа што ќе остане сега во Македонија ќе биде трева, ќе биде газено од СДСМ, ќе биде газено од ВМРО, ќе биде газено од Левица, ќе биде газено од ДУИ. Бидејќи тие луѓе нема каде да одат. Така, за жал да. И тие луѓе ќе го развиваат и европски, значи ќе останат во Македонија која ќе стане членка на НАТО, која ќе почне преговорите со Европска унија, а тие ќе се полни со фрустрации, со евроскептицизам. И тоа нас се случува таа трева. Која сите ја газат, таа трева усвари наскини од лучок, метафорично кажам, таа трева наскини од лучок кај ќе се движи Македонија во наредниот период. И ние ќе имаме една диктатура. Прво беше диктатура на просечноста, сега има диктатура на подпросечноста. Да, апсолутно тоа е така и Македонија не е единствената држава, ниту првата држава на која што тоа и се случува, но има многу други такви држави во светот, особено во Африка, во Југоисточна Азија и Македонија скоро по ништо не се разликува од нив, едноставно ќе биде уште една неуспешна приказна. Ќе биде уште една држава која што можела да стане успешна, но поради грешките на политичарите не го направила тоа и народот ќе продолжи да си живее тука, да си живурка, да си живее мизерно без всушност некој голем исчекор. Ние сме членка на НАТО. Ќе почне преговорите со Европската унија. Ако сме доволно не знам дали ќе почнат преговорите со Европската унија. Добро, со Бугарија горе доле се гледа дека ја не гледам излез од таа ситуација. Од ова да кажем, од оваа затворена ситуација што имаме со Бугарија, затоа што ние сега треба да го промениме уставот за да го затвориме процесот на отварање на преговорите. А овој устав сега да се смени не може, едноставно гледаме дека нема такво расположение. Дури кога ќе го смениме тој устав, ќе имаме после милион барања од бугарска страна кои што ќе треба да ги исполниме и за жал се доека не. Да? Кога некој сака да ве внесе во Европска унија, ќе ве внесе веднаш преку ноќ, како што го прават тоа со Украина. Нема нерешени. Ама нас не сака да не внесат во Европската унија. Дали Грција, дали мислам дека сакат. Ја мислам дека сакат и мислам дека тоа не е сакање на Франција или на Германија, тука е сакање на некоја таа страна на океанот. И дека тоа нема да се случи ако таа страна на океанот се случат одредени тектонски
пореметување процеси, победа на Трамп и така натаму и така натаму. Иако суштината на ова што сега се случува, тоа се решава со една хидроцентрала. На некои од лидерите на опозиција ќе им дадете една нова хидроцентрала, има да гласа за уставни измени без проблем. Ефтино е тоа. Дали бугарите ќе постават дополнителни барања не е исто како што Грција. Па ние не го почитуваме Преспанскиот договор. Ние според Преспанскиот договор требаше да смениме учебници така. Спомнал некој за тоа, никој не спомнал ни во Македонија, ни во Грција. Ако некој сака да ве внесе Европска унија, мислам дека Америка сака и дека тоа е наша. Мојот впечаток гласка од овде од Виена е дека ЕУ не сака да ја прими Македонија. ЕУ ако сакаше тоа ќе решеше пред 15 години. Така е. Постои отпор на ЕУ против проширување. Тој отпор не од сега, тој од 10 години кога велам дека ние всушност со сите слабости, со сите промашувања на американската политика и во однос на Македонија, единствено таму сме добили одредена поддршка. И тоа не е, знаете, некритичен мој однос кон американците, тие направиле драматични промашувања, драматични погрешни, драматични бомбардирања, драматични војни кои претходеа кај што Путин ги користи сега нели како некој алиби за да ја оправда интервенцијата во Украина. Меѓутоа во овие 30 години се поставува клучно прашање, ние ќе поминавме подобро ако бевме скарани или ако бевме добри со Америка. Ние поминавме добро бидејќи бевме добри со Америка. Во сите глупости што ни ги направија, кои ќе ставите на кантар глупости и добри работи, превагнува добрите работи. Иако сме морали да смениме име, презиме, да правиме отстапки во однос на бугарското прашање така натаму, но тоа веројатно го прави секој, не секоја држава, секој човек. Ние сте направиле таква некој компромис со заминување од Македонија, јас сум направил компромис со останување во Македонија, што секој го прави тој компромис. И суштината на живењето како да направите компромис, да може да го сварите, да продолжите да живеете. Македонија има ли капацитет тоа да го направи? Македонија веќе го направи тоа со промената на името. Дали има да живее со тоа и да оди напред, тоа е прашањето. Ние ако имаме стагфлација, ако имаме сиромашни луѓе, ако имаме нестрикни луѓе, тоа што е суштината на правење на компромис? Сакам да кажам дека дел од отпорот против ова сега што се случува, францускиот предлог за решавање на спор, да кажеме, меѓу Македонија и Бугарија, е токму тоа што луѓето еднаш проголтаа една таква крупна кнедла и се во интерес на тоа, се заради поголемата цел, да влеземе пред се во ЕУ, на обичниот човек на тоа ништо не му значи, но гледаме дека ништо тоа не се случи. Сега народот си вика, ако еднаш не зезна, ако еднаш проголтавме кнедла, не добивме ништо, што ми гарантира дека ако сега повторно ја проголтам кнедлата, нема да се случи истото. И затоа народот има скептицизам кон овој предлог сега. Излажан човек. Излажан човек е недоверлив човек. Апсолутно, тоа е тоа. Излажан човек кој верува дека нема да биде повтор пат излажан е наивен човек. Точно, значи, тоа јас го тврдам. И затоа народот е толку многу скептичен кон овој предлог со Бугарија и затоа ја моментално не гледам решение на оваа ситуација. Решение може да има ако се смени состојбата во ЕУ, па како што викате вие под притисок на американците и внатре на структурите во ЕУ да се малце сменат работите и да кажат: гледате, ќе ги омекнеме малку условите за Македонија, еве нешто направете, ставите ги бугарите во уставот, веднаш влегувате, добивате зелен, он што се вика Green Lane, зелена трака за влез во ЕУ, fast track, така што ако такво нешто се случи, можно е, но во моментов ја не го гледам тоа. Ние имаме тука стално настани на таа тема. Пред некој ден бев на конференција во Берлин за берлинскиот процес, кој што е процес кој што е движен од Берлин, како да кажеме некоја паралелно со членството во ЕУ, и се зборуваше помеѓу останатото и за членството во ЕУ. И таму францускиот дипломат што беше на тој настан, кој што ако не се лажам некој министер беше, не ми текнува за што во француската влада, тој отворено кажа на настанот дека тој има скептицизам го тоа. Пазете, една македонска представничка на настанот праша, провокативно прашање, дали постои, мислите дека е можно ЕУ да каже начелно дека целиот Западен Балкан влегува во ЕУ во 2030 година, као тоа е таргетот во 2030 година Западен Балкан да влезе во ЕУ. Францускиот дипломат кажа: јас сум скептичен кон ова. Значи, тие се противат се уште на 8 години од сега да влезе Македонија или Западен Балкан во ЕУ. Значи се уште ги има тие проблеми. Она што ние не го сваќаме во Македонија, со луѓето во Македонија не го сваќате дека на французите не им е гале за Македонија. Тие си имаат многу други поголеми проблеми. Имаат Лепен што им расне таму, имаат криза на газ, имаат Африка која што има многу проблеми. Во Франција многу повеќе се зборува за кризата во Африка отколку за Балканот. Така што да не зборам за Холандија, да не зборам за другите држави. Така што не име гален нив за Македонија, тие совршено ќе си живеат со тоа што Македонија ќе се остане на оваа ситуација како што е сега. Во моментот кога Велика Британија излегува Европска унија, ние остануваме
безклучен поддржувач во рамките на Европска унија. Добро, Германија се уште е до некаде Добро, таму. Мислам, да не беше направена промената на канцеларската позиција, да останеше Меркел, а да не доеше Шолц, мислам дека Македонија немаше ни да го реши проблемот со Бугарија, бидејќи во изминатите 15 или 18 години кога што беше Меркел на чело на Германија, таа постојано беше на бугарска страна. И тоа е некоја историска, некоја вертика. Меѓутоа, сигурно гледате, излегувањето на Британија од Европската унија и Брекситот, кој беше поддржан како некој модел на формирање на нов свет, на нов светски поредок, дека еве Џонсон тоа го видел, па излегува и така натаму. Џонсон кој беше најблизок соработник на Доналд Трамп, на крај нели британците застанаа сега со американската политика контра Украина. Меѓутоа имате три британски премиери падна изминатите неколку години. Како тоа да го дефинираме? Еден модел кој е воспоставен некаде 70-80 години, кој резултира со доаѓање на Маргарет Тачер на чело на британската влада, Роналд Реган на чело на американска држава, тој е оној Вашингтонски компромис, либерализам, ММФ, Светска банка, дали се руши сега, нека биде тоа постане? Не се руши апсолутно, тој се навраќа, затоа што ако го спомнуваме веќе Вашингтонскиот консензус. Тоа значи приватизација, тоа значи расчистување и така натаму. Значи неолиберализмот дојде на власт во 70-тите со кризата на стагфлација тогаш и поради високата инфлација и нискиот економски раст дојде до политички промени. Прво во Британија, лабористите кои што беа до тогаш на власт ја изгубија власта поради кризата, дојде Маргарет Тачер. Слично беше и во Америка, Реган дојде тогаш на власт и потоа затоа што кризата се разреши, тоа им одеше на нивна воденица и тие успеа да останат на власт релативно долго. Зошто тогаш кризите се сега во Британија? Три премиери британски, гледа после Брексит, Тереза Меј, па Бори Џонсон, па затоа што четврти британски. Истото, значи како што лабористите беа тогаш во криза во 70-тите, па се смени власта, така и сега се ториевците, односно конзервативците, затоа што тие се на власт кога е кризата. Но разликата е во тоа што тогаш Тачер дојде на власт, се смени власта, сега се уште нема избори. Ама кога ќе бидат следните избори, јас сум сигурен дека слушате ми изјавата, следните избори во Британија конзервативците паѓаат. Падна Тереза Меј, победи Бори Џонсон, не победи бидејќи бараше излегување на Британија од Брекситот. Тоа беше пред оваа криза. Добро, пред оваа криза, меѓутоа тоа се поистоветува нели со Брекситот и со излегувањето на Велика Британија. Има голема разлика меѓу Брекситот и оваа криза низ која што поминуваме сега. Оваа криза што сега ја гледаме прави промени во политиките, ги менува власти. Сите овие структури нели во Македонија кои се про Трамп, про Орбан ориентирани така, про Ердоган ориентирани, тие легнуваат и стануваат сонувајќи нов светски поредок, БРИКС и така натаму и така натаму. Дали излегување на Велика Британија од Европската унија значи најава на нов светски поредок? И вие како левица нели тоа го сакате, го посакувате, само од обратни причини до споредба со овие 60 дистичари? Напротив, значи излегувањето на Британија од Европска унија е продолжување на неолибералните политики. Односно, ако светот можеби малку ги ублажи неолибералните политики во последните десетина години, со Брекситот тоа беше, да кажеме, повторно свртување, затоа што имаме повторно, да кажеме, уште по десничарски политики од тоа што се водеше изминатите години. Но сега главниот голем пресврт е сега со оваа криза, затоа што пред ова го спомнате Вашингтонскиот консензус. Кризата на стагфлацијата, Украина. Иако ние имаме корона криза 2 години, кога светот е исцрпен, на колена што се вели. Не зборувам за таа криза, за жал помина туку така. Светот не искористи таа криза да направи крупни промени, да стане подобар и затоа сега туку сега имаме една друга криза која што е многу полоша. Мислите дека таа криза не се преточи во друга криза со Украина, бидејќи знаете, ние сме 3 веќе 4-та година и кога Ангела Меркел кажа пред некаде 2020 година дека кризата со коронава трае 4 години, гледате и сега најголемите проценки се или најопасните, најтешките проценки нека 2023 година всушност ќе биде најтешката година, не 2022 година. Тоа не може да го каже, зависи од тоа колку ќе трае војната. Ја не можам да видам како пандемијата е поврзана со оваа криза. Не можам да видам. Не можам да видам како пандемијата го натера Путин да ја нападне Украина. Не можам да видам. Но да не навлегуваме сега тоа, оно што сакам да го кажеме дека Вашингтонскиот консензус значи ММФ и Светска банка, двете вашингтонски организации, заговараат политики кои што се за приватизација, намалување на работнички права, кратење на даноци, кратење социјална помош, пензии и све тоа. И тоа го правеше Македонија. И тоа го правихме негде до 2000 некоја година, целиот свет и Македонија.
До последниве 15 години, 10-15 години и кај тие две институции имаше мало свртување. Па ние видовме дека во последните десетина години имаше олабавување. И Светска банка и МФ вика дека државите треба да трошат за да намалат сиромаштијата и слично. Ќе дам личен пример. 2017 или 18 ја бев во Министерство за финансии, дел на оние годишни собранија на Светска банка и ММФ, и тогаш Лагард беше председателка на ММФ, а како се викаше кореецот беше на Светска банка, да. И двајцата во нивните говори изборија дека главни проблеми на денешницата се сиромаштијата и нееднаквоста и дека тие проблеми се искоренуваат така што државата ќе вложува во социјала, во здравство, во образование и слично. Спротивно на Вашингтонскиот консензус. Точно него пре Македонија. Точно него пре Македонија. Сега гледаме со оваа криза на стагфлацијата и ММФ и Светска банка одат контра тоа. Повторно се враќаат назад на Вашингтонскиот консензус. Нас не чекат 90-тите години? На некој начин да, и затоа мислам дека светот во наредниот период, барем економски, па веројатно и политички, нема да бива воопшто подобар, туку за жал ќе станува се полош и полош. Ако 90-тите години е формирана олигархијата, и подоцна едната и другата влада на Бранко Царенковски, на Лјупчо Георгиевски. Сега уште повише ќе се зборети таа олигархија. Или ќе биде формирана нова олигархија? Не гледам како би на што ќе се базира таа нова олигархија. Вие гледате таа енергетска олигархија. Нашата олигархија е базирана на енергетика. Старата олигархија веќе замина во Данчо Штурков, Штелио Јанаков и така. Таа веќе замина во историјата. Освен во еден случај кај што синот го наследи. Имињата ќе се сменат. Веќе се прави олигархија која ќе трае наредните 15 или 20 години. Да, ама таа олигархија ќе се разликува само во имињата на луѓето, затоа што ќе се пензионираат и слично, ама суштината ќе биде иста. Пазете, еве сега два податка всушност. Баш читав денеска во Financial Times. Во вториот и третиот квартал од оваа година, нафтените компании во Америка, само нафтените компании, оствариле добивка само во пола година од 200 милиарди долари. Тоа е ненормална работа. Во ЕУ, сите енергетски компании се очекува оваа година да остварат добивка од 500 милиарди евра. Тоа се ненормални работи. Значи, повторно тие компании, енергетските компании, банките не се воопшто различни, супермаркетите профитираат од оваа криза. И тоа е таа олигархија што го движи целиот свет, па и Македонија. Сигурно. Путин ја промаши проценката или Путин одработи? Не, ја мислам дека Путин, моја проценка е дека Путин направи погрешна калкулација. Тој сметаше дека ќе ја освои Украина за недела дена, со целата онаа војска ќе направи атентат на Зеленски, ќе инсталира марионетска влада и Украина ќе биде руска. Но направи грешка затоа што не очекуваше дека украинците ќе имат поддршката веројатно од Западот и ќе успее да му се спротивстават. Така што мислам дека Путин направи погрешна калкулација и затоа всушност сега толку и моли за преговори и за некој примирие. Ако толку се зголемени профитите Британија во Америка, тоа значи дека нив им одговара војната. На тие компании да, но на државите не. И затоа гледате сега што ќе речи дека тие ќе инвестират во продолжување на конфликтот. Може би тие компании кога или држави или влади, тоа кога Украина ќе биде послаба ќе помагаат со оружје, со пари, со муниција, тогаш кога Украина ќе дојде во ситуација да може да ја порази руска држава, ќе намалуваат, за да може да се борат едните и другите до последниот русин или до последниот украинец. На политичарите не им одговара, дури Бајден, кој што нели американски не е тој лев политичар, тој е либерален политичар. Тој сега сами откажува дека мора да ги ночиме оние кои што профитираат во оваа криза, за да им помогнеме на посиромашните. Во Британија Риши Суна, кој што е најбогатиот премиер во историјата на државата, не е милиардер, но има 800 милиони евра, жена му не плаќа данок во Британија, тоа го знаеме, и тој самиот вика дека ќе воведе данок на екстра профит на овие компании. Затоа што сваќа дека народот бара такво нешто, дека ако не го направат тоа, може да се случи она што самиот ти го спомна, луѓето ќе излезат на улица и ќе направат протести, ќе направат револуција. Да, видите, Америка помине се процес, кај што има црнец председател, всушност нели Америка и се формираше го држава преку тој конфликт на северот и на југот, а британците сега имат индиец, односно човек со индиско потекло. Тоа беше диамантот на британската круна, нели на империјата, кај што сонцето никош не заоѓа. И се на крај и македонска држава која поминува низ некои такви турбулентни периоди, на крај ќе има албанец или бугарин. Нема проблем со тоа. Не веламе дека јас имам проблем, меѓутоа кризните ситуации создаваат услови за одредени нестандардни решавања на политичките процеси. Но како што сега стојат работите, без разлика како ќе завршат овие избори кои се на 8 и ние го снимаме интервјуто пред тоа, со овие силни профити кои се прават во Америка, Џо Бајден ќе биде фаворит на следните избори? Многу е тешко да се каже тоа, но постои генерално страв
дека на следните избори во Америка ќе победи Трамп, ќе се врати Трамп. Постои таков страв, дали тоа ќе се случи или не, никој не може да каже, но дефинитивно постои таков страв. Но она што сакам да го кажам, многу е подобро да имаме Барак Обама за председател отколку Трамп. Така што не ме гале дали е албанец, дали е ром, дали е србин, што е битно, ако прави политики кои што се да кажеме во интерес на поголем дел од луѓето, а не премиер председател што и да е, кој што ќе води политики кои што се за негово лично богатење и за богатење на неговата малата свита околу него. Така што ја немам проблем со тоа да имаме и премиер на држава кој што е албанец, се додека тој ги води вистинските политики од кои што ќе профитира обичниот човек, а не само богатите. Би сакал да завршим разговорот со една поента и би сакал ваш краток одговор. Како викаше Никола Пашич, иако многу ме нелада дека тоа не е изјава на Никола Пашич, меѓутоа нели ја баштини Никола Пашич, како вика, ни нема спас, а нема да пропаднеме. Па тоа е тоа. Што ќе биде со Македонија? Тоа е тоа. Нема нам спаса, а пропаст е нечема. Да, тоа е тоа, значи тоа ќе се случува во Македонија. Тоа е мојата проценка дека ќе се случува во Македонија, односно ќе продолжиме да живуркаме, да животариме, како што животариме последните 30 години. На вентил. Да, а нема ни да пропаднеме, ниту пак ќе успееме да живееме конечно. Може да се сменат работите ако видиме политичари кои што ќе работат за доброто на народот и ако ЕУ даде малку поттик со малку повеќе инвестиции и со забрзување на процесот на интеграција. Без тие две компоненти, односно домашни политичари кои што ќе работат за интерес на граѓаните и поддршка од ЕУ, ќе продолжиме во оваа состојба. Јонече, фала многу. И јас на вас. Помалку сум ви љубоморен, живеете во убав град, работете тоа што го сакате. Нас во Македонија останува да се справиме со тоа што ни е ставено на послужавник. Односно, дали ќе прифатиме да го јадиме тоа што ни го дават е нискокалорично или ќе се бориме да живееме малце подобро. Жал ми е што ми љубоморите. Би сакали во Македонија да се живее толку добро како во Виена. Фала многу. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со Бранимир Јовановиќ. Се надам дека уживавте во интервјуто. 2 од 11 интервјуа кои се снимени на таа турнеја во Австрија, Словенија, Хрватска и Србија ги емитувавме, остана уште 9 ексклузивни интервјуа. Ќе видиме за која комбинација ќе се одлучиме. Знаете, едната комбинација е во четврток и во недела да имаме интервјуа со 2 генерали, односно еден генерал и еден адмирал, или некоја варијанта кај што можеме да направиме некоја мешавина на 2 безбедносни експерти или човек кој има поразено Хашкиот трибунал, ќе видиме, благовремено ќе бидете информирани. И останато уште 9 интервјуа. Ќе уживате во тие интервјуа. До четврток во 22 часот. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.